Rajla and Bitola because there was a connection between... Тука сме во Битола затоа што Рајла Израел разбра дека Рајла од Македонија има свој програм овде во Битола, ни се допадна програмата и се приклучуваме на истото. I'm from Rotary Netanya in Israel. И доаѓам од Ротари клубот Натања од Израел. Тука сум како раководител на групата која што доаѓа во Македонија за да низ програмата за лидерство на Рајла успее да се запознае со историјата, земјата и засега се оди супер. Raila, the idea is about Rotary youth leadership. Рајла или програмата за унапредување на лидерството кај младите е програма која што Ротари од Израел ја користи за да му помогне на своите млади да проучат, да научат како низ лидерство може да се поврзат со многу земји во светот. Но многу повеќе од тоа, Рајла е дел од светот на Ротари, во кој што многу клубови од многу земји во светот се дружат меѓу себе, се запознаваат меѓу себе и прават добри дела заедно. Јас сум член на Ротари клубот Битола во скоро 20 години и оваа година имам едно посебно задоволство да спојам две каузи во мојот живот во една. Каузата на Ротари, на пријателство, разбирање и соработка во светот, со каузата која што во Битола се препознава како проект за ревитализација на еврејското минато во Битола. За таа цел, нашите пријатели ротаријанци од Израел, кои што се запознаа од проектот, прифатија да заедно одржиме еден меѓународен Рајла семинар во кој што учествуваат 20 млади луѓе, 10 ни доаѓаат од Израел, 10 ни доаѓаат од Македонија. Тие не се ротаријанци, тие сега учат за лидерството, а лидерството е поврзано секогаш со разбирањето на светот околу себе, затоа што не можете да водите ако не разбирате што ви се случува. Денешната работилница има за цел да се запознаат со приказната на последното семејство кое што се исели од Битола, еврејско семејство, на доктор Хаим Абраванел, од кое што семејство ни доаѓа денес да ја раскаже со мене заедно приказната, мојата лична и блиска пријателка, доктор Рашел Леви Трумер, која што за нас е овде само Шели. Шели и јас ќе им раскажеме што пријателството значи во секојдневниот живот. Зошто? Затоа што не постојат големи каузи ако не се лични. А ова е нашата лична приказна. Јас сум доктор Шели Рахел Леви Трумер, родена во Скопје, растана тука кај баба и дедо во Битола и од детинство живеам во Израел. Работам на Бар Илан универзитет као Secretary of Academic Affairs и дубоко работим со МИМА и со амбасадорот Дан Ројан на проектот од ресторација на гробието во Битола и на ревитализација на животот еврејскиот, приказната на еврејскиот живот во Битола кој веќе не постои. Ама уствари правата приказна е приказна од луѓе за луѓе. Од љубов, од блиско пријателство, кој не води во животот на големи проекти кои можат да изникнуваат само од љубов, од интерес, од едни
луѓе од еден народ со другиот, од откривање дека човек со човек може да прават големи проекти. Шели, вие припаѓате на последното еврејско семејство кое што си замина од Битола. Какви се вашите чувства, каква е вашата поврзаност со Битола? Еве, неодамна добивте едно обележје на тоа ваше пријателство со Битола, со тоа што здравствениот дом во Битола е именуван по вашиот дедо, доктор Хаим Абраванел. Како се чувствувате вие во однос на Битола? Јас растев тука до 7 години. Кога доаѓам тука, мене ми е тука дом. Израел ми е исто дом. Јас имам две отачбини. Една е Израел, втора е Македонија. На секој место ми е дома, секој место ми е блиску. Скоро исто можам да кажам. Многу ми беше узбудливо тој степ. Тој чекор од именување на амбулантата на името на доктор Хаим Абраванел, кој беше мој дедо. Мислам, не само што беше мој дедо, него кога шетам тука во Битола, многу години кога доаѓам, секогаш некој ми кажува како помни доктор Абраванел као човек, као лекар, као личен пријател, као човек што помагаше на луѓе, и као лекар, и као човек. И пак го кажувам, приказната е од човек, луѓе за луѓе. Тоа е стварна приказна тука и мислам дека преку се, тоа е најважно во живот. It is my first time in Macedonia. It is really, really beautiful and very Да, прв пат ми е во Македонија unique. и се чувствувам дека ова е едно уникатно доживување. Ми се допаѓа и тоа што го видовме досега, ми се допаѓа гостопримството, луѓето. Од се што сум видела во Европа, ова е поинаку. Засега мене ми е навистина убав. Дојдов овде за да запознам нови луѓе, за да запознам нова култура, меѓуто и да научам нешто повеќе за лидерството, кое што ќе ми користи мене, на моето семејство, во моето окружување. Може би еден ден ќе му помогне и на мојата земја. I've never been to Macedonia. Actually, I've never been to the Balkans before this delegation gave me the opportunity. I'm really glad that the Rotary Youth Leadership Award chose to bring the delegation to this country. So far, I'm impressed for the better. Така наречената Рајла програма, како што е ова, е една од многобројните програми на Ротари Интернационал. Во фокусот се младите и во фокусот е лидерството кое тие треба да го осознаат преку содржините што ги нуди оваа програма. Лидерството за нас во Ротари представува важна работа и ние на лидерството гледаме како на можност да се помогне на луѓето во заедницата, на тие кои немале можност еднакво да имаат среќа во животот, да се помогне на меѓународната заедница, да се биде еден до друг, се разбира секој пат кога им треба на тоа. Сојузот на Ротари клубови од Македонија брои 19 клубови. Ротари во Македонија е организација која е возобновена во 95-та година, инаку првиот Ротари клуб е формиран 1932 година. Ротаријанците во Македонија се доста активни, имаме многу проекти. Например, знаете, Скопје е доста загаден град, како и повеќе градови во Македонија. По иницијатива на Ротари клубот Скопје Камен мост оваа година се иницираше проект за набавка на пречистувачи на воздухот за детските градинки. Најден одличен одзив кај локалните власти и се омасови проект. Ротари клубот Скопје Центар набавува еден автобус за училиште за деца со посебни потреби. Ротари клубот Битола Широк Сокак направи свој проект во болницата во Битола.
הרביץ בדיחה בעברית, וכולנו צחקנו, והוא צחק יחד איתנו. עכשיו, היה לנו ברור שהוא לא הבין כלום. טוב, אני נולדתי במקדוניה, בסקופיה, גדלתי, סבא וסבתא שלי גדלו פה, סבא שלי היה מנהל בית החולים פה, מיד מעורב ומנהל בית החולים. If you don't have. Okay, so my mom had 6 friends, girlfriends. One was living in Belgrade, 2 were living in Skopje, 3 were living in Skopje, one was living in Ohrid, the other one is living in Sarajevo, so they were living around. And earthquake was her mom. And she was the only one that I didn't have the chance to meet because mom was not here to bring us together. And that was a feeling. And then one day, he's handsome, by the way. I know, I can notice that. He's the dream of every girl. Okay. No. She said I have a stomach. I have a stomach. We can't Photoshop.